Ова е извонреден потег на издавачката куќа Готен, затоа што по мое скромно мислење овој роман Клада на Георг Драгоман е моментално тоа што е најдобро во унгарската книжевност, особено во книжевноста, односно во романескната продукција во Унгарија, колку што јас знам. Тој е навистина еден многу интересен писател, кој своето творештво го базира врз жанровски, можам да кажам, врз една реалистичко и фантастична книжевност, жанровски гледано, че мешање на реалното и имагинарното. И во овој роман Клада, кој што е преведено на македонски јазик, он во суштина се обраќа на заинтересираните читатели за состојбата во Средна Европа, особено во Источна Европа, по падот на комунизмот. И за време на комунизмот и по падот на комунизмот, преку една, би кажал така, реминисценција на собственото детство. Egyetlen lányhangon szól az egész regény. Целата книга раскажува за едно девојче. Сакав да прикажам што се човек може да знае за политиката, за општеството, за она што се случува околу нас. Сакав да го заобиколам рефлексивното гледање. Сакав да прикажам што гледа ликот одвнатре. Бидејќи транзицијата и промената се уште трае, бидејќи се уште не дознавме од каде доаѓаме и кон каде одиме, мислам дека тоа е многу интересно. Egyáltalán megpróbáljuk elkezdeni megérteni, mi történt velünk. Можеме подобро да видиме, да откриеме што се тоа време се случуваше со нас. Во романот се зборува за млада една девојка Ема, која што поминува низ една иницијацијска фаза, бидејќи действото на романот се одвива точно некаде 90-тите години после падот на комунизмот во Романија, исто и после падот на Чаушеску, и сите тие трауми кои децата ги доживуваат, кои ги доживувале и за време на диктатурата, но и по паѓањето на диктатурата, затоа што таа нестабилна политичка ситуација секогаш влие врз луѓето. Стилот е лапидарен, со кратки реченици, добро читлив и има некоја, би рекол така, нијанса на фантастично раскажување и раскажување кое што понекогаш, како што велат и критичарите, потсеќа на Маркес. Semmiképpen sem lehet mondjuk egy tényekre alapozott történelmi regényként olvasni, mert akkor eltévedsz. Az olyan térkép, amin el lehet tévedni. Ова е еден многу субјективен роман, тој раскажува за историјата на трешните избеднувања на еден човек. Ако се обидувате да го читате сето тоа како некаква објективна мапа, тоа не би било најдобро, бидејќи тогаш засигурно ќе заталкате, ќе залутате со таквиот пристап кон мапата. Но еден историчар една прилика изјави дека од ваквиот тип на книгите историјата може многу полесно, многу подобро да се разбере, отколку од книги, од историски книги кои што специфично се бават со таа струка. Го препорачувам на сите заинтересирани овој роман, затоа што од него и од македонска перспектива можеме да дознаеме многу повеќе за случувањата не само во Романија, туку во Унгарија после падот на комунизмот, што навистина ние неаме последните години кој зна какви информации книжевни, особено книжевни. Затоа мислам дека е овој навистина еден неверојатно добро напишан роман.